Почитувани, оценките од небулозното екстерно тестирање не смеат да се внесуваат во свидетелствата на учениците. Тие треба да бидат поништени. Ова тестирање е погрешно и непрецизно и не може ништо да измери. Учениците и родителите се под стрес. Наставниците се понижени со одземање на правото да оценуваат. Поради нападот врз наставниците, квалитетот на образованието е целосно уништен. Социјалдемократскиот сојуз ќе го укине екстерното тестирање на првата владина седница, откако на следните фер избори ќе ја добие одговорноста од граѓаните да ја води државата. Заедно со сите засегнати субјекти ќе усогласиме образовен систем по вистински успешен европски образовен модел, применлив за нашата земја. Евалуации ќе има, но само заради стандардизирање на квалитетот на образованието од Девар до Берово и од Гевгелија до Куманово, без оценки, без казни и без стресови. Еве, после 5 години од воведувањето на квази проектот на оваа власт, наречен екстерно тестирање, нема ниту една релевантна образовна анализа што со него добија учениците и образованието во целост. Но затоа има загрижувачки психолошки анализи. Екстерниот хир на Груевски и на изумителот Тодоров се одразил кај основците и средношколците со незапаметено висок притисок, стрес, вознемиреност, агресивност до депресија. Секоја година прашањата и тестовите ги надминуваат претходните во својата апсурдност. Оваа година видовме и една популистичка димензија. Годинава над 170.000 ученици од основните и средни училишта се жртви на неписмените, нелогични, контрадикторни прашања и мегаломански пропагандистички тестови со кои власта на Груевски лечи собствени фрустрации. Се обврзуваме дека наредниот 10 јуни ќе ја вратиме радоста во училиштата. Ова веќе не го бараме од никого. Сами ќе го оствариме. Ова е последна година на Груевски и соработниците за изживување со учениците, родителите, наставниците и професорите. Може прашање, рековте дека се понижени наставниците на истата тема. Значи, дел од нив почна јавно да признаваат дека им помагаат на учениците што полесно поминат низ процесот на екстерно. Како го коментирате тоа, значи? Тоа се два елементи. Прво, ако на еден тест слаби ученици ви постигнуваат петки, значи нешто не е во ред со точноста на тестирањето. Исто така, најголеми стресови доживуваат, за жал, најдобрите ученици, на кои се најмногу загрижени за резултатот и токму врз нив се одразуваат овие притисоци. Што се однесува до наставниците, точно е дека поголем дел од стратегијата и законските измени на Министерството за образование наназад години беа насочени кон воведување мерки на контрола, на притисоци, дури на одземање на правото да оценуваат она што им е всушност со закон дадено во цела година, да ги пратат учениците и да им дадат една финална заштитна или генерална оценка. Во овој случај, некој бюрократ или некоја политичка личност си дозволила да направи тестирање во кој со едно тестче на бюрократски начин сака да оцени валидноста на знаењето и на наставниците и на учениците во текот на целата година. Тоа е погрешно и тоа сакаме да застане. Значи ли тоа дека оценките што се во свидетелствата исто така нема да важат до сега што се напишани и со кои што видно на некои им се намалува, нели, просекот во оценки? Да, апсурдност е да напишете единица во свидетелство поради екстерното тестирање и тоа да важи. Во нашиот закон таа оценка не е преодна. Што се однесува до нашиот став како политичка партија, ние јасно кажавме дека ќе ги поништиме сите оценки во изминативе 4 години што неправедно им се доделија на децата. Секој оној што ќе сака да добие ново свидетелство ќе може тоа да го направи, но во една законска процедура.